Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, Господи. Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, чуй го гласот на молењето мое. Кога повикувам кон Тебе, послушај ме, Господи. Нека се исправи молитвата моја, како девја пред Тебе, а воздигањето на рацете мои, како жртва вечерна, послушај ме, Господи. Денес, драги браќи и сестри, Светата Македонска православна црква го празнува празникот посветен на светата великомаченичка Екатерина и светиот великомаченик Меркурий, како и светата девица Мастридија. Светата великомаченичка Екатерина била ќерка на царот Конст. По смртта на својот татко живеела со својата мајка во Александрија. Мајка и била тајна христијанка, која преку својот духовен отец ја привела и самата Екатерина во верата Христова. Во една визија, светата Екатерина примила прстен токму од самиот Бог, од нашиот Господ Исус Христос, во знак на прстенувањето со Него. Тој прстен до ден денеска стои на незината рака, на незините нетрулежни мошти. Екатерина била многу надарена од Бога и многу добро образована во грчката философија, медицината, реториката, логиката, а покрај тоа била и со необична, убава, телесна убавина. Кога злочестивиот цар Максеций сам принесувал жртви на идолите и им наредил на другите тоа да го прават, светата Екатерина смело излегла пред царот и го изобличила за неговата идолопоклоничка заблуда. Кога е видел царот посилна од него во мудроста, тој не можел да ја победи, па затоа повикал 50 мудри луѓе за со неа да се препираат за верата и јавно да ја посрамат. Но Екатерина нив ги надмудрила и ги застрамила. Разлутениот цар наредил сите 50 мудреци да бидат изгорени во оган. Овие мудреци, токму по молитвата на светата Екатерина, пред смртта сите исповедале верата Христова и себе си се објавиле дека се вистински христијани. Кога маченичката пак била во затвор, во вистинската вера го привела и царскиот војвода Порфи, заедно со 200 војници, кои што биле со него, како и самата царица, која што се нарекувала Августа Василиса. Сите тие, драги браќи и сестри, пострадале за Христа. При мачењето на светата Екатерина ангел Божи се јавил, го запрел и го искршил тркалото на кое била мачена оваа света девојка. Потоа и се јавил и самиот Господ Христос за да ја утеши. По многу мачења Екатерина била ставена да може да биде пресечена со меч токму во својата 18-та година, односно на денешен ден,
во 310 година. Од незиното тело, драги браќи и сестри, не потекло крв, туку потекло млеко. Незините чудотворни мошти и нетрулежни стојат и почиваат во Синај. Светиот великомаченик Меркурий, кого царот Деки еднаш војувал против варварите во неговата војска, имал еден војвода на ерменски полк по име Мартензес. Тој војвода се викал Меркурий. По борбата со Меркурий му се јавил ангел Божи кој му дал меч во рацете и му рекол дека тој ќе ги победи непријателите. И навистина така се случило. Меркурий покажал чудна храброст, сечејќи го со својот меч непријателот како треба. По таа славна победа царот Деки го назначил за свој прв војвода во својата војска. Но некои завидливици го оптужиле Меркурий пред царот дека е христијанин. Тогаш Меркурий пред царот тоа не го скрил, туку отворено го признал. И Меркурий бил долго и тешко мачен, со ножеви бил сечен на ремења, со оган бил горен. Ангел Божи му се јавил во затворот и сите овие негови рани ги исцелувал. Најпосле царот изрекол пресуда војводата Меркурий да се исече со мечот во Кападокија. Кога го исекле, неговото тело постанало бело како снег, а од него излегувал преубав мирис токму на темјан. Многу болни се исцелиле од неговите чудотворни мошти. Овој прекрасен Христов војник пострада во верата помеѓу 251 година и 259 година, токму на денешен ден. И сите ќе ве замрзат заради моето име, се вели во Светото Евангелие по Лука, 21 глава, 17 стих. За денес, браќа и сестри православни христијани, ќе говориме за борбата на христијаните против антихристовите начала. Кој ќе вдахне во себе макар малку световен дух, ќе стане ладен за христијанството и за неговите побарувања. Таа рамнодушност преминува во омраза, доколку во неа се останува долго и без отрезнување, посебно доколку при тоа се прифати макар и дел од спротивните учења на христијанството. Духот на светот, или како што уште го нарековме световниот дух, подпомогнат со спротивните учења, не е ништо друго освен духот на омразата кон Христа. Ваквиот дух, драги мои, е антихристов дух. Неговото ширење е ширење на непријателското расположение спрема Христа и спрема христијанската исповед, како и христијанскиот поредок на животот и на луѓето. Изгледа дека околу нас веќе почнува да се врши нешто слично, иако уште останува на мали и подмолни гласови. Меѓутоа, нема да биде чудно ако наскоро почне она што Господ го прорекол. Ќе ги дигнат рацете своји и ќе ве гонат, и ќе ве предадат, и ќе убијат некој од вас. Духот антихристовски е секогаш еден, како што бил во почетокот, така ќе биде и сега, може би во некаква друга форма, но верувајте во иста смисла. И секако си го поставуваме прашањето. Што да се прави? Одговорот ќе го пронајдеме во Светото Писмо. Со трпението свое да ги спасувате душите своји. Трпете со цврсти зборови на исповедање на вистината, како на устните, така и на вашето срце. Нека нашето трпение, драги мои, представува вистински камен на кој Христос ќе изгради својата црква и ќе ни ја предаде искрената љубов. Нека овој камен биде камен на сопнување на оној световно антихристијански дух.
Нека овој камен пак биде камен за вистинско присоединување и возљубување на нашиот Господ Исус Христос.